7 дена рок за средба му дадоа оризопроизводителите од општина Чешиново-Облешево на министерот Љупчо Николовски. Бараат итно решавање на состојбите со производството и откупот на оризот. Ситуацијата според нив е алармантна и решение за нив мора да се најде подитно. Воспротивно следуваат блокади. Во колку за 7-8 дена не повикат во Министерството за земјоделие, ние ќе направиме блокада на патиштата. Ќе блокират, значи пато Штип Кочани ќе биде блокиран. Причини за губењето на трпението кај земјоделците од овој крај се наталожените проблеми во оризопроизводството, кои им се сериозна кочница за работа во иднина. Речува 25 со 50 да биде. А он е још 17-16 арпата, а белиот 37. И како може да бидам задоволен? Субвенционирање нема. Еве луѓето од 2016 учествувањето не се исплатени, 2017 не се исплатени. Ако тие средства не се добијат, мислам че има проблем. Да се увезе семе, да се увезат добри, да ќе репроматеријали и мислам тогава некој може да правиме за некој оризопроизводство. Уште полошо е што се повеќе земјоделци размислуваат да дигнат раце од производството на ориз, иако ова им е начин на екзистенција со децении наназад. Површините во идната година, еве ова година 50% нема да бидат постојани. Ако биде на оваа цена и ја нема да работам. Ја лане остави 40, саќе му уши 40 и тие ќе ги оставам и 3 години работам, му загуба се. 2016 изгуби 6000 евра. И никој пат не сум видел евро да ставам у джепо за овие 2 години. И још немам купено евро. Дали министерот Николовски ќе ги слушне и ќе одговори на нивните барања, ќе се види наскоро. Инаку, од неодамна, Министерството најави измени во персоналниот данок на земјоделците и можност за добивање на зелена нафта, како и повисоки субвенции по хектар посејана површина. Сепак, земјоделците од Чешиново-Облешево се категорични дека се останато е џабе, доколку произведеното не го продадат по за нив добра цена.